Добре, например, во Иако светот на работам со мажите, естетика, значи. а како мажите ги гледаат со какви очи другите мажи? Како можеш да констатираш дека некој друг маж е убав? Што има да гледам мажи? Не можеш да гледаш, ама забележиш и кажеш, годен маж е тој, добар. Не, јас можам да приметам ако има човек стил. Значи тоа е нешто што најмногу приметувам. Човек што е Да. има стил, значи знае да се знае да се спакува во производ кој што изгледа средено. Значи таков човек сигурно знае, има интелект, знае да чувствува. Значи не станува Или збор има за добар кеш, поуди во добра продавница со брендови и вика дајте ме што е најскапо. Тоа е првиот пат и вториот пат, после не може да се тоа случи. има. Значи не можеш така континуирано да функционираш, пошто црното под ноктите не излегува. Добра, ама и вкусот се стекнува. Можеш ти да купиш имидж, ама не можеш да живееш со тој имидж. Да се носиш треба со него. Со еден збор, копуко си останува копук. Тоа е моја Што беше измишлетина, копук уствари? Копук. Страшен израз, се мислам не повторлив на темава. Тоа ти имаш Некога вие хомофобија, те реагирате? фаќа тебе иначе. Нешто нонстоп ги потенцираш тоа, дека мажите со мажи се... Не, знаеш што сакав, бидејќи се Не ајде да влечеш разбирам за што е јазика, мислиш дека поентава. ќе се повлечам, ама нема. Не се влечам Добро, за јазик. онда идеме малце погрубо и ако сакам да Ајде, дам ајде, полемика фина. Зошто во светот, еве поготово, значи во твојата работа, значи повеќето модни креатори се сите сите се хомосексуалци. Не сакам да кажам не се повеќето, не е точно дека се повеќето, повеќето се фамилиарни луѓе, значи вистинските Што креатори. не значи дека не се хомосексуалци. Вистинските модни бизниси во светот и модни фирми се припаѓаат на семејство. Значи тука е Мисони, тука е Унгаро, тука имате еден куп такви фирми каде што тоа е семејен бизнис. Па дали се согласувате со тоа дека повеќето модни креатори, стилисти, луѓе од тој свет стилисти е друга работа. се ставени во групата на хомосексуалци и по однесувањето и по изгледот? Мелита, оние кои што те имаат тенденција да станат нешто во животот, се. Значи тоа се вториот ешалон околу трчкаралата. Не се врегајте од тоа Не се врегаме. Трчкаралата се секојаш обично тие што... Да ми кажете дека Армани е вториот ешалон. Армани е во друга сфера. Тој апсолутно не излегол ни со дечко во јавниот живот. Значи тоа не е ни битно. Па вајда пратам нешто што се случува во светот на модата. Кој беа тие мажот и жената, двајцата партнери италијаните? Версаче? За машко, женско, Не, машко. Долче и Габана. Долче и Габана. Меѓутоа, нивниот бизнисот не е на Долче и Габана, тие се само дизајнери. Оно што се вика моден бизнис во светот е фамилиарен бизнис. Значи многу погрешно луѓето имаат погрешна представа за одредени работи. Значи да се биде дизајнер и да се биде бренд сопственик на бренд е различна работа. Добро, тоа се некои подолби. Добра, или не беше темава за брендови, точно е дека во вториот да, геовите. Во вториот круг има многу геј популација, што е вистина и најлесниот начин е тоа да се стигне до врвот во одредени модни кругови. Како тоа? Затоа ние одбираме потешкиот начин како се тргнува. Преска ме прашах дали без мака нешто би прифатил, не би прифатил. Значи, ако трниш по еден пат, ако одбереш таков лесен пат, значи треба да си го продаеш задникот. Тоа е наједноставниот начин како се стигнува до таму и многу луѓе го одбираат тоа. Не само во неговиот бизнис, и во било кој, и во естрадата, и во манекенството, затоа постојат тие такви муабети. Дури во спортот, и тоа е доста за мене шокантно. Зашто шокантно? Таму хомосексуалци има? Мелита. Во соблекувална, во купатило се капат 20 фудбалери. Зашто е тоа толку чудно ако има хомосексуалци? И замисли му паднал сапунот на некој. Апсолутно. Етикетирање на одредени професии со или значи вулгаризирање на незината професија или етикетирање на други професии е непотребно. Значи се на секаде има. Затоа реков општото се има на такво. секаде. Тоа дека во Македонија станува се по занимлива тема за разговор. Мене ме интересира прашање до трите дами, ја сакам едно да им поставам. Може. Дали вие се чувствувате загрозени од намножувањето на геј популацијата? Ја искрено не се чувствувам загрозена на ниедна тема. Ама мислам дека станува популарна... Не зборам за тема, зборам за жени. Да. Многу се загрозени, многу се чувствуваат загрозени.
Јас лично не се чувствам загрозена. Ти Меѓутоа можеби ми не. смета што е тоа толку веќе раширено, што бесрамно се Ама од секогаш постои, појавуваат. зашто Малку ми мижите смета. пред одредени работи, секогаш постоело. Само сега јавно се затоа што случува сме тоа. малку народ, Има доста мала анегдоти земја. велат. Само уште ова да кажам, искрено да ни ги смета. заборавам. Да. Значи има анегдоти вика добро ако ме фатиш со жена како те варам, Да. лошо ако ме фатиш со Сега во маж. денешно време што А, има Да, и значи утеха се и за може тоа, да ќе биде. речи не е поубава од мене, нема врска. Барем е За тоа маж, има не е тука, жена. да. Шокот е поголем од тебула. Има еден црногорски виц на таа тема. Да. Се враќа дете, Но може би имаш право дека ќе стане загрозувачки ако се продолжи вака. се враќа Да. од Париз дете, после долги години, и се у Црна Гора, Пробивање во светот. у тие кршовите лево, десно, стариот седи тука, мајкава, ручеци, зелници, пити се прават чуда. Доаѓа детево со маникирани ногти, фризура, сако, жабо тука некоја марама. Овако стаена, влегува и ка бонжур папа, бонжур мама. И стариот го гледа, а шта велиш, јадо? Па добар дан, оче, ајде седжи. И седно ја, ајде ноши Вилјушка. Кажа, ајде једи рукама, немој ми причат овде многу. И сега салфет, Париска школа. и салфета, бара ова, бара она, бара и по едно време вика, а где вам е ВЦ? Шта велиш? Па каже, ВЦ, а шта ти е то? Па каже, ја би да, шта хочеш? Па ја би пипи да правим. Шта ти е бре то? Па да пишам, ено ти лива да колку хочеш. И дете го гледа, не гледа машко, излегува надвор, а овој вика на жена, вика, дај пушку. Ја вика, шта ќе ти дај пушку кад ти велим. И ова му е дава пушката на пенџере, на нишанува. И вика, шта радиш? Ако чучне кад пиша, Да биде подготвен. Леле, страшно. Добро, одлично. Ајде малку музика, мислам дека е време да ни отпееш уште нешто, што посебно мене ќе ми биде по кејф. Драго ми е, да, се надевам Дафи и на ми е мене гледачите. една од омилените пејачки, така да... Во последно време и мене, Еми Вајнхаус исто, доста интересни Да. работи се случуваат на прамавет на музичката, од музичка страна, од Рицик музичка вака гледна да точка, значи отпеете. да, може нешто сега од Дафи да се Дафи, може. Ја имам некоја желба, може да ми се исполни. баш. Океј. Па после може и на Мари некоја. саде желби ти исполнувам. Може.